Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Во вечерашното наше августко издание, почитувани слушатели, ќе имате можност да ги чуете најновите блиц вести од Македонија, но и промоција на монографијата за брачниот пар Борис и Рада Видиновски, чиј автор е македонскиот публицист, новинар и писател Славе Николовски Катин. Верувам дека вечерашниот термин ќе ни дозволи и да го дадам мојот коментар на неделата. Да спомнам дека на 19 август е празникот Свети Преображдение, нека е напомош, а ние да го завртиме нашето музичко тркало и со песна да ви пожелиме пријатни 60 минути. Не ги слушај душманите, лоши зборови зборат за мене, дека сум пијаница, најголем скитник и векнија, дека сум пијаница, најголем скитник и векнија. Нека пукнат, нека треснат нашите душмани.
нашите душмани. Нема никој лично момент да не раздели. Нека пукна, нека тресна нашите душмани. Нема никој лично момент да не раздели. Во продолжение ќе се потрудиме да ја промовираме монографијата на фамилијата на Борис и Рада Видиновски од село Крстоар. Некој рекол, ако имигрантскиот живот е тежок, тогаш не барајте ги работите, не барајте проблемите да бидат лесни, туку бидете заедно со нив за да ги пребродите. Едни од нив е и брачниот пар Борис и Рада Видиновски, за кои неодамна излезе монографијата, а чиј автор е Славе Николовски Катин. Борис, или демонитивно наречен Борче Видиновски, роден во време на Втората светска војна во 1943 година во подпелистерското село Крстоар, а Рада Крстевска, а сега Видиновска, кога веќе се кинеа синџирите на фашистичкиот окупатор во Македонија, тогаш во 1944 година е родена во пелагониското село Живојно. Крстоар и Живојно ги изближуваат Борче Видиновски, син на Ѓорѓи Крста Видиновски, со Рада Крстевска, ќерка на Владо и Магда Крстевски, за да Борче, роден во падините на Баба планина и опиен и напоен од низиниот планински воздух и пелистерската вода, а Рада пак нахранета од класјето на жито, она исто класје од полето пелагониско со кое македонските кралеви Филип II и Александар III Македонски ја символизирале Македонија и Македонското кралство, она исто класје на жито што и Република Македонија го има во своите национални белези. Ако куќите во градот Охрид се надпреваруваат една со друга за да со своите прозори се огледат во езерските води, селото пак Крстор со својот лик го свртел кон пелагониската котлина во која е родното село Живојно на Рада Крстевска Видиновска, за да се присети на минатото на староседелците наречени пелазги и пајонци, односно македонци. А може би и космосот преку куќата на Борче Видиновски допре со видот до куќата на Рада Видиновска за да бидат заеднички сопатници во животот. Брачниот пар Видиновски одлучиле да ја бараат својата светла иднина далеко од родната земја и заминуваат во Торонто, Канада. Како родители на двајцата синови Илче и Љупчо и ќерката Кети со фамилиите, а и горди на нивните 6 внучиња, Борис и Рада Видиновски после толку години во Канада решија да се издаде ова монографија со посвета на нивните внучиња. Со доаѓањето, Борче со неговите браќа фамилиарно го отвораат супермаркетот Big Value Farms, а потоа тој се фокусира на автомобилството со фирмата Pickering Spring Service. Овој скромен, тих човек, со неговата сопруга која пак е позборлеста, а сепак коректна, секогаш беа со позитивна енергија чекорејќи напред во животот. Не случајно и авторот на ова монографија се одлучил да напише книга за фамилијата Видиновски.
Во неја Славе Катин, покрај животот и активностите и делата на брачниот пар Борче и Рада Видиновски, не ја исклучил можноста, не можеше, а да не внесе од македонскиот историјат, македонското кралство на Филип и Александар Македонски, Василиев II Македонецот, цар Самуил, првата и втората светска војна, што биле на овие простори, за да на крај се доближи до нивната родна Битола и нивните родни села Крстоар и Живојно, каде е представена и местоположбата на селата. Ја дал географската и историска слика на двете родни села на Борче и Рада Видиновски, културните знаменитости, како и животот и традициите на мештаните. Претходно спомнав покрај животот за обстанокот, но не како печалбари и да се вратат назад во Македонија, туку како имигранти остануваат да живеат во Торонто, Канада. Се вклучуваат во македонските црковни општини, организации, асоциации, друштва, секции и друго. Најактивни се во црковната општина Свети Климент Охридски во Торонто и организацијата Обединети македонци, каде Рада е неколку пати избрана за председател на женската секција на Свети Климент Охридски, председател на литературното друштво Браќа Миладиновци, а исто така и Борче, кое друштво е гранка на истоимената црква, но и во управните одбори на црквата. Додека Рада ја интересирала поезијата уште од школската клупа, Борче пак се фаќа за поетскиот збор кога станува член во друштвото Браќа Миладиновци заедно со неговата сопруга Рада. И при многуте напишани песни, Борис Видиновски се уште нема издадено своја книга, но затоа пак неговата сопруга има издадено 14 збирки на песни, а меѓу првите е и книгата Бисерни капки на Нијагара, кои можеби асоцираат на Пелистерските води и Бистри кладенци, потоа книгите Белези на душата, Траги на коренот, Харфа која е преведена и на турски јазик и други. Вечерва одново се најдов пред татковиот прак. Го настигнав заскитаниот шепот, ја врзав немуста во цврсти јазов. Вечерва јас и јазовот танчарки. Го запаливме татковиот изгаснат оджак, му запеавме. Топли ветрови сега на раце ме носат, ме подзема Пелистер како знаено ехо. Мојот одзив станува чувар на земјата, а јас само се наведнав, го бакнав татковиот прак и сега одново едно